Започнуваме со она што се нарекува презентација токму на оваа манифестација заедно дома во Македонија. Најдобро за тоа ќе ни објасни председателот на Сдруженијето Корени, во чија што организација се случува оваа манифестација. Веќе до мене господинот Миодраг Атанасиевски. Господине Миодраг, добар ден. Добар ден. Се наоѓаме во хотелот Белви, каде што ќе ја вршиме оваа програма, овој директен пренос во текот на следните 90 минути, во текот на следните 7 дена колку што ќе трае овој проект. Вие сте овде да ни објасните што и како ќе се случува, но пред се да го представиме Сдруженијето Корени на оние кои што може би и не знаат за каква институција станува збор. Значи, Сдруженијето Корени е Сдружение на македонците од Македонија и од диаспората. Значи, ние тоа го регистриравме прошлата година и прва основен проект ни е да ги собереме македонците од целиот свет овде дома во Македонија, да се дружиме, да спортуваме и да зборуваме за многу нешта за нашата татковина, за иднината на Република Македонија и друго. Ова е првиот поголем проект, рековте не постоите долго време, односно една година. Од каде идејата за еден ваков проект? Идејата исто така е од прошлата година, кога господинот Мајкл Зафировски посети Република Македонија и беше гостин на владата на Република Македонија, односно на премиерот господин Никола Груевски. После разговорите, јас така мислам у самите разговори на крајот разговаравме на други теми, значи пословодни теми, стана збори за спортот, значи би било убаво да се направи една ваква манифестација и ние денес ќе ја реализираме истата. Тука сме во хотел Белви, меѓутоа сите екипи се сместени во хотел Метропол. Така, ќе ги споменаме нормално нашите домаќини и подоцна. Ја кажавме идејата, но што е целта на овој проект? Значи, основната цел на овој проект да ги воспоставиме мостовите. Мостовите на македонците од Македонија и диаспората меѓу себе. Значи, ќе разговараме за многу нешта, како што реков предходно, али пред се сакаме да ја представиме Македонија во денешните услови, која е Македонија, што е Македонија, што нуди. Така, минатото може да се презентира и преку артефакти, да се прераскаже, но сегашност единствено се запознава овде и тука. Убаво е што нормално ги собирате македонците на едно место. Да, значи ние пред се сакаме семо она што значи фудбал, дружење, ќе организираме и разни други настани во Охрид и околината. Сакаме да презентираме Охрид како туристичка дестинација и околината и другите места што се блиску до Охрид. Сакаме да кажеме дека дека имаме и добри услови за инвестирање во Охрид и околината, значи во туризмот и на многу места низ Македонија, каде што ќе има услови за развој на селскиот туризам, односно они сепак се од некои делови од Македонија и мислиме дека во тие делови таму би можеле да инвестираат во овој дел на стопанството, во туризмот. Кои се ни доаѓа како гостин од странство? Кои земји се застапени, односно кои селеници од кои земји доаѓаат овде и колку вкупно ќе ги има? Како беше одзивот воопшто, интересот нивен за оваа манифестација? Одзивот беше одличен, значи многу македонци од диаспората се пријавија, не стигнаа сите, има финансиски некои проблеми, меѓутоа добар дел се тука, 7 екипи се, Соединените Американски држави, потоа Австралија, Швајцарија, Велика Британија, Словенија, Србија и Босна. Дали ова ќе стане некоја традиција на собир на македонците и селеници овде во Охрид, можеби некоја друга локација следната година, со оглед на тоа што досега немало еден ваков тип на собир, ова е најголем и го најавуваме како најспектакуларен. Да, ова требаше многу давно да се случи, но еве се случи оваа година, мислам сето тоа со помош на владата на Република Македонија, да не беше она, ние тешко дека оваа манифестација ќе успеевме да ја организираме, иначе планираме да ова се случи секоја година. Местото, значи, може да биде и друго, во друг град во Македонија и можда и во други дисциплини. Така.